Продолжуваме со разговор во студио. Пукет, Бали, Египет, Мадрид, но и Париз, Милано, Солун, Белград, Софија и Букурешт беа најчестите дестинации каде македонските граѓани го поминаа дочекот на 2017-та. По дочекот најбарани беа скијачките центри, меѓу кои Копалник и Боровец, а каква е состојбата годинава дознаваме од Аркан Керим, председател на Угостителско-туристичката комора, и Гоце Робев, директор на Националната агенција за дојдовен туризам, кои се наши гости во вестите на телевизија Нова. Со оглед на фактот дека значителен раст бележи дојдовниот туризам, особено во периодот од 2005 почнувајќи па до 2015, и тоа според статистиките на Светската туристичка организација на Обединетите нации, раст од 100%, мислам дека сосема оправдано денеска зборуваме на оваа тема и очекуваме одговор од вас каков е интересот годинава за Македонија како туристичка дестинација, особено за новогодишните празници. Има ли интерес? Секако дека има интерес. Еве, ние се сочуваме со проблем да најдеме хотели во Скопје, па и во Охрид, за ски центрите да не зборувам. Голем е интересот за Македонија. Со задоволство можам да кажем дека и во новогодишните празници ја пратиме стапката на постојан пораст на дојдовниот туризам во Македонија. Се надеваме дека наскоро ќе ги стигнеме оние цифри од 2 милиони кои ги имавме во 90-тите. Така да сме задоволни, меѓутоа треба многу да работиме. А на што треба да се стави фокусот? Па треба да се стави фокусот пред се на да речем на чистотата. Мораме сите заедно да направиме една сеопшта кампања за чиста Македонија. До сите граѓани на Македонија, сите жители, секој од нас да се запраша дали убаво да го фрлиме тоа шише вода надвор или може да го ставиме на одредено место во контейнер. Така. Каде ќе патуваат најчесто македонците за време на новогодишните празници или кои се најатрактивните дестинации за нив за дочекот на 2018, господин Керим? Како што кажавте, и како на пречекот за 2017, исто за 2018 година, има многу голем интерес за Пукет, за Бали, има за Дубај, значи авионски чартер има за Анталија, директен чартер од Скопје, има авионски програми за Истанбул, има авионски програми за Милано, Рим, Париз, Барселона, има автобуски програми за Белград, Будва, Копалник, Банско, Боровец. Значи има огромен број на понуди и скоро сите аранжмани во целост се наполнија. Така. Со оглед на тоа што неодамна се одржа првата туристичка берза, кои беа темите кои се разработуваа на ова туристичка берза, кои беа поентите, заклучоците после одржувањето на оваа конференција и колку што сум информирана, ќе учиме од швајцарците за туризмот. Имаме трансфер на швајцарски искуства во Македонија. Во кој дел ние можеме да се најдеме со нив или да учиме од нив? Да. Пред се морам да ве коригирам, се работи за втора оваа година. По втор пат ја направивме туристичката берза, на која зема учество чинителите на дојдовниот туризам, над 150 делегати имаше од сите сектори, од хотелиерството и од рестораторството, винари, водичи, туроператори. Пред се да се заблагодарам на големата поддршка од програмата на Swiss Contact, односно име програмата и СИПО, кои го видоа потенцијалот дека може да помогнат. Со нивната помош донесовме, односно ни донесо и финансира експерти, конкретно овој пат беше гостин од господинот Горат Скрт од Словенија, која пренесе успешната приказна на Словенија за туризмот, како Словенија во изминативе 2 декади преку активно и паметно инвестирање ги постигна цифрите кои денеска ги имаат. Исто така во соработка со швајцарските програми кои се во Македонија се развива доста активниот туризам, бидејќи Македонија е предсепланинска земја, имаме големи потенцијали, неискористени потенцијали и во соработка со што па допринесува за актуелност на туризмот во текот на цела година. Така е, да. Без сезонски ограничувања, нели? Да.
се стави еден потенцијал со тие соработки, нели, за развој на планински туризам, на сите видови на активен туризам, се збора. Господин Керим, кога ги споминавте овие атрактивни светски туристички дестинации, секој би посекал за нова година да се најде на некој од овие плоштади на Метрополитен, но прво нешто што ќе се запраша е секако безбедноста, затоа што на сите животот ни е мил преценили. Па колку сте вие во комуникација со вашите колеги, колку имате информации дека се безбедни овие плоштади и воопшто овие земји, овие градови за посета за време на нова година? Сега, знаете како, никој не може да гарантира што може да се деси. Животот е непредвидлив, што каде како може да се деси. Се надеваме дека се ќе протече во најдобар ред, дека нема да има проблеми за дочекот на новата година на сите плоштади, во сите ресторани, во сите кафулиња, сите дискотеки, низ цела Европа, низ сите дестинации каде што ќе се оди да се слави. Не може никој да ви гарантира, тоа е, значи, не се знае што како, сепак, значи, малце специфично прашањето и партнерите и ние не можеме да знаеме, ние работиме, продаваме, како и што кажавме, ние сме секоја спремни за тешки ситуации да се справиме, меѓутоа не дај Боже да има нешто лошо, се надеваме се на најдобро и дека 2018 нема да има веќе такви проблеми како што имаше во претходните години. Со колкав процент учествува туризмот во бруто домашниот производ? Многу е мал процентот, за жал, треба да расте. Значи статистички по некои податоци околу 250 милиони евра, меѓутоа мислам дека таа бројка не е точна, бидејќи има многу поголем број на туристи кои што не се пријавени или не се вако. Пример, ја имам податоци дека околу има милион казино туристи кои што ги нема нигде во статистиките. Се тие статистики ако се направат, ако се внесат во комплетната слика, тогаш ќе биде сосема друга. Потоа има околу 4 милиони транзит туристи кои што транзитираат низ Македонија. Колку толку тие нешто трошат. Дали гориво, дали нешто ќе ручаат, дали нешто може и престојуваат, што како. И тие, значи, пари не се стајни во статистиката, а за 2018 за 2019 има поголема најава на туристи што ќе доаѓаат во Македонија и мислиме дека реално би било за неколку години да имаме околу 900 до милиарда долари, значи годишно инкам, значи од инкаминг туризмот во македонското стопанство, што би било една реална сума, ако се средат сите сегменти, сите работи како што треба, бидејќи ние се имаме сериозни проблеми. Прво, патиштата ни се, за жал, многу катастрофални. Појдете од Скопје до Гевгелија, ќе наидете на 40-50 дупки по автопатот и по патиштата. Трнете од Скопје до Охрид, исто ќе наидете на толку дупки по патиштата. Значи, сега ние работиме со жива материја. Туристите доаѓаат еднашка во Македонија. Значи, тој пат кога доаѓаат и ние ги трансферираме од Скопје до Охрид и фактички ти треба да ги носиш 4,5 часа, зашто е лош патот. Се надеваме дека многу поскоро и побрзо ќе се заврши патот за да се средат тие работи. Второ, како што кажа и Гоце, има проблем со чисточата. Многу е прљава Македонија, треба се зачисти. Првиот впечаток е тоа. Да, јас пред еден месец бев во Швајцарија. Значи, бев да видам како е таму, како функционираат хотелите, како функционираат општините, како функционира, пример, бев конкретно во Женевското езеро и јас би препорачал да новите градоначалници и на Охрид и на Струга, заедно со советите, да одат недела дена на Женевско езеро. Да видат, ништо не треба, само да гледаат. Да гледаат како, што организирале луѓето, како успеале во таа приказка, како се направени тоа пешачките патеки, како се направени тоа патеките за велосипедистите, како е чисто. Значи, би сакал да отидат чисто да видат, не за друго, и своето искуство да го применат на Охрид и на Струга. Значи, и во однос на хигиената на градот, во однос на за патеките, за пешачите, за велосипедистите и да направиме барем 10% да може да се прави обртот што се прави таму, Охрид ќе биде светска дестинација, број 1. Така. Велите дека мало е учеството на туризмот во БДП, а кога станува збор конкретно за дојдовниот туризам, еве, ако зборуваме сега последниве податоци баш за дочекот на нова година, исполнети капацитетите во Охрид, исполнети дури во Скопје, што ме изненади, каков е процентот на учеството на дојдовниот туризам во бруто домашниот производ? Учеството е околу
ако се земе севкупно дојдовниот туризам, тој е малце поширок сектор, пошто тука се вклучуваат нели и хотелиерство и транспортни услуги и сите, околу 10% доаѓа во Македонија. Ние го земавме на втората туристичка берза примерот на Исланд, каде што они во краток временски период тој процент го дигна до 30%. Имаме ситуации каде што рибари се преориентираат кои со генерации го ловеле риба, се преориентираат, стануваат туристички работници. И идејата ни е да видиме што тоа они направиле за да ние го имплементираме кај нас, за да можеме да ја доловиме, бар да се приближиме на таа успешна приказна. Така. Инфраструктурата е стара болка кога е во прашање туризмот. Досега сме разговарале повеќе пати нели на таа тема, меѓутоа ако зборуваме за дојдовен туризам, дополнително треба да се работи на тој план, затоа што претендираме да развиваме планински туризам, што значи уште поголема достапност на местата кои онака се непристапни. Треба ли можеби да се збогатат и содржините? Она што мислам дека недостасува во домашниот туризам. И можеби една од причините да одат македонците во соседството. Секако треба да се работи на тоа. Например, според нашите оценки ни фали спа туризам. Имаме големи потенцијали, неискористени потенцијали. Треба да се инвестира во тој дел. Секако планините, новиот директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот го потенцира тоа и го увидува тој момент каде што треба да се доста работи на маркирање на велосипедски, планинарски патеки, за да се стават тие планини сите, природата да биде поблиску до сите туристи. Секако и треба се работи на обучување на квалитетни планински водичи, за да може сето тоа да помине организирано и безбедно. Како гледате вие на одлуката да не се слави нова година на градскиот плоштад? Значи, не зборувам за тоа дека средствата треба да се пренаменет за хуманитарни цели, секогаш треба да има за тоа средства, неспорно, хуманоста пред се, меѓутоа од туристички аспект гледано. Може од безбедноста причината, од кај знаеме, пример и во Истанбул, во Таксима забрането нова година се слави, забранија се и во Бешикташ. Од кај знаеме, може властите за тоа го донеле таа мерка. Убаво е, нормално сегде се слави, како што се слави во обкруженијето, меѓутоа, може, не знаеме зашто ја донел таа одлука градоначалникот. Може и од безбедности причини ја донел. Добро, одлуката е да се пренасочат средствата во хуманитарни цели. Што тоа ќе значи особено за домашните туристи? Па, домашните се снаоѓаат секогаш. Во домашна атмосфера. Во домашна атмосфера, во ноќните клубови, рестораните, така да мислам дека тоа нема да се одрази многу кај нашите. Сепак отсуствува една содржина на градот за Нова година. Ја споменав дека и очекуваме доста гости во Скопје, кои ќе се снајдат и нашите колеги и ние секако бараме солуција да ги угостиме, да им најдеме солуција за новогодишната вечер. Така. Намален интересот за Турција, за Истанбул конкретно, со оглед на... Не, баш напротив, полека се враќа. Оваа година имавме рекордна сезона за Турција. Значи, поради цените што се покачија во Грција, значи, скоро секоја вечер летово имаше авион чартер за Анталија, што е рекордно. Значи, оваа година имаше голем интерес. Немаше никаков проблем. Исто и за Истанбул имало интерес после долги години, после 2-3 години. Значи за Нова година има и авионски групи, и автобуски групи и нема никаков проблем. Се надеваме дека нема да има никаков проблем. Се животот е непредвидлив. Знаете како одите во Барселона се дешава проблем. Так. Одите во Лас Вегас се дешава проблем. Треба само дома да седиме ако стравуваме, да не се случи нешто. Значи непредвидливо е. Значи се надеваме дека више тие екстремни терористички настани нема да се случуваат во понатаму, бидејќи ние сме туристички работници, мора да си спремен, сабајле не знаеш што ќе се деси, навечер што ќе се деси. Кој е вашиот апел за сите оние што планираат да отпатуваат за дочекот на Нова година во некој од светските метрополи? Убаво да си поминат, да дадат убави спомени. Така. Убаво да се најубаво во новата 2018 година им посакуваме на сите што ќе патуваат, исто и на вас. Убава 2018 година ви посакувам.
Благодарам и ви благодарам што прифативте да бидете дел од вестите на телевизија Нова. Ви благодарам.